Најкомплицираното нешто на светот е да се разбериш со жена, особено ако е твоја. Секогаш имат некои чудни размислувања. За ти ја прашваш: "Злато, уба ми е кошулата?" А таја, како да ти кажам, уба ти е, ама белата ти е поуба. Или сега имате, например, бебе и тај од кој ќе го роди, одма почнуваат некои чудни работи и се вртат во главата. "Леле, дали диши?" Па нормално е што ќе пред друго, ќе диши. А оти мешето не му превака. Па тој е бебе, тој е толку мало што не знаеш кај му е главчето, кај му е мешето. Тоа е исто како кај дебела жена. Ти ја фаќаш за цицката, таа ти вика: "Што ме фаќаш за стомак, бе?" Или со некои налудничави идеи ти иди во врска со бебето. Зато знаеш што? Чита во весник, убо било после 4 месец да му пуштаме музика од Моцарт на бебето. Ти нормална си, мислам со муабетот, сериозна си. Да, убо било да му се пушта музика од Моцарт исклучиво за да биде интелигентно. Кутар Моцарт, да знае тој што му се дешава со музиката, в гроб се превртја, бе. А најмногу од се ги бива за трошење пари. Абе, банкомат да си ќе секниш, човече. Според жените, успешен маж е оној маж кога ќе заработиш толку пари колку што не може таа да потроши. Кога се среќен? Да ја остеш пред излог со штикли со твојата картичка. А кога си ти среќен? Кога нема да го кажеш пинот од картичката. Застаната пред излогот со штикли. И човече, како е можно, бе, од 100 рала штикли дома, сигурно ќе најде. Злато, оние ги немам. Па добро де, не мора се да имаш. Од 100 рала дома, најде некој што немала. Таа е ваква застаната. Исто како маж кој ќе гледа Пајнер дома. Одма се лутат жените кои ќе гледаш бугарки. Шо ги гледаш овие глупите бугарки? Че за шо има врска дали се глупи или убави? Ти не ги гледаш дали се убави или глупи? Биди ги какви се, шо ги гледаш овие како барбики се? Чеке, не е убаво да е како барбика? Нели барбика беше убаво? Па тогаш треба да ти речам, шо и купаш бе на ќерка ти грди кукли? Така, омилени незини моменти. Леле, злато колку беше ти романтичен, мил на почеток, после то се стори, значи ни вода ни киселина. Имаш многу убави глужди на нозете. Пегите одлично ти стојат во комбинација со очите. Кога и стана кошмар? Отко се фативме, одма ми стана кошмар. Оти ме тепаше. Многу ме тепаше. А ти трпеше? Трпев. А тој маваше. А јас трпев. Па зашто трпеше? Оти го сакав. Оти нежно ми збораше. И ме тепаш и нежно ми збораше. Значи, во текот на врска интонацијата на гласот кај мажите се менува. На почеток дури се запознат се вакви. Кај си, бе, Ангела? И како што се фаќа, после тоа што во врска, во брак и така натаму, на крај ваков завршува. Од ова почнува: "Кај си, бе, Ангела, шо преше и од кога ти ја видео?" На крај завршува: "Ајде ме римавте си мене што измери, да ти гледам видео, да те подесам." А кај жените цело време една иста интонација. Овој шамар во различни земји има различно значење. Ако има расправа истата во Америка, например, се дешава. Семејно насилство. $1000 казна. Истата кавга во Македонија. Да се знае кој е мажот во фамилијата. Нешто што најмногу ме напнува од се е да одиш со жена ти по бутици за тебе да купваш работи. Допред да се жениш, одиш со мајка ти, сега не со мајка ти, со жена ти. И сад тоа не е одење на шопинг, тоа е трчање по продавници. Влегваш во некоја продавница, се облекуваш во некоја и то таја ќе ти го најде. Ти не знаеш што треба да носиш. Ела злато ова да го облечиш. И почнува одма продавачката да коментираме. Јас фаќам се, нормално продавачка е таја. Значи многу убаво ти стои. Како за тебе да е шиено. Шубо ти стои, леле, ептен. А ти се гледаш како токмак облечен. И са освен што треба да се расправаш со продавачка, треба со жена. И жена ти го вика истиот мод. Многу убаво ти стои. Многу убаво. Да ќе ќе го земеме. Не бе какво земање, бегаш по продавници, трчаш, се тргаш. И цело време едно ти многу убаво ти стои. Значи многу, леле. Од толку што ти велат убаво ти стои, дури срам да те фати. Океј, еднаш да речиш. Ај се на пример еднаш го гледаш и викаш убаво ти стои. Добро, ај. Ве 100 пати едно те исто. То ти исто како на пример да пеи нони за ти во 2 минути и 10 пати речиш бош убаво пеи. Глупо е малце. Се таа пеи ти, леле, не шубо пееш. Леле, но не шубо пееш. Леле, но не шубо пееш. Без везе, срам ти те фати малце. Леле, но не шубо пееш. Леле, но не епте убаво пееш. Ти не слушаш дали убаво пееш. 2,5 минути песната, ова е 2 минути. Леле, шубо пееш. Леле, шубо пееш. Или на пример таја сега треба да оди на шопинг со тебе да си купи пудра. Треба да бидиш многу предпазлив што ќе направиш.
застаната пред еден штант огромен со пудри. Значи тој еден непознат свет за мажите. И ова гледа. Ги гледа. И ти застана си гледаш, например, нешто, ама ќе гледаш 1 минута, значи не можеш 5 минути да гледаш. Што ќе гледаш? Исти се, само од различни фирми. Ваква нијанса, онаква нијанса, вакво пакување, онакво пакување. Али ти се седиш во позадина. Не дај Боже да ги се обратиш во тој момент. А ова гледа. А не. И ова како што гледа? Не ми врши притисок! Кој притисок, бе? Што да направам, како да се обратам? Сум мрзел азбука да се објадам? Пип. Во бајките, љубовните парови секогаш завршувале со реченицата така среќно живееа до крајот на животот. Дами и господа, во реалноста не е така. Во една варијанта, што би се десило? Како би завршиле во реалноста? Тој завршва како стечаец, таја завршва како домаќинка и гледа турски серии. Пукнавме. 10 различни серии гледам. Ги прежаливме, сите ги прежаливме. Еден умри, друг, сите ги прежаливме. Иди во подобрата варијанта на љубовен пар може да завршиш во истата соба да живеете со неа, таја на едниот телевизор исто така гледа турски серии, а ти до тој телевизор уште еден клаен ти фудбал гледаш. Во совршената варијанта што би завршил, заедно спиете во ист кревет. Во брак 25 години. Таја спие, ти не спиеш. Единствено нешто што осеќаш е четворка горе расипана и дури спие ти диши во глава. И после зошто мажите ке лавеле? Па тоа е една машка особина. Омилени твои моменти. Гледаш фудбал, Ангела, дај едно пиво и таја одма иди тогаш. Злато, ме сакаш? Ако те не ќе немаш да бидам со тебе глупа една, ај дај пиво. Ситуации што те вадат од так буквално. На свадба оди со фустани, со работи, со пунџи, со торти наредена цела, ти по костум, таја по фустани, таја во чантата влечки зела. Демек за кој ќе доигра влечки. То ти е исто како јас по костум и да земам ранец со тренерки, брате. Ситуации што не ја вадат од такт. Како може, бе, не сваќам како може. Да ги знае онде за вкладилница сите која одела од кец во кец, кој правил трансфер, а не ги знае битните моменти. Кога прв пат се видовме, кога прв пат се бакнавме, кога прв пат спиев. Како може да ги знае другите, а овие да не ги знае. Хело! Целиот балкански шовинизам пропаѓа во моментот кога жената е во PMS. Тогаш сите мажишта се претвараат во голапчиња. И се чини ќе проговори од што му е убо. А не, Ангела? И јас те сакам. Јас те сакам, ти била. Сега ќе почнам да правам за јадење. Пица? Само не викај. Ќе одиш в кладилница? И јас те сакам. Пиши ја. Не мора. Следниот клип ќе биде за мажите.